точен мегахерц. One, two, three, И four, во живо five. сме! Hello! Ако сакаш да наместиш радиоводител, стави му шајка во слушалките. Тоа е многу интересен податок. Жарко, не знам дали го знаеш, тоа е една местенка. И јас ги поздравам претходните колеги кои што ни ставија шајчиња и на столчињата и во слушалките. Кај мене на Инаку- столчето нема ништо, зошто е Кај така? мене има, јас затоа не можам да станам, се заковав. Иначе како повеќе денес е петок, но нема сонце како што можете да видите надвор. Ако излегувате надвор, земете си маски затоа што частичките се повеќе апгрейдирани и личат на диносауруси. Мали диносауруси со мали ноџиња, а Не иначе... седише! Не седиши надвор, море, изгоревне. А иначе ние ќе пробаме да внесеме свежина и топлина во вашиот етер и сончева светлина се разбира. Инаку денеска како повеќе е ноември 25 330 Да. 30-тиот ден во годината, тоест во оваа престапна година според Грегоријанскиот календар, а инаку остануваат уште само 36 дена да размислите каде ќе ја славите вашата нова година со вашите Жарко, јас најмили. ги пуштам брковите од април. Еве за ноември можеш да забележиш мала промена. Да, те Мрљата што е кај мене под носта, црната, тоа се е бркови. Да, таа лузната што ми е на вратот е точно тие брковите Натана затоа што ме изгреба. Кога сакаше нешто на представа вчера да ми каже. Шепне тајно. Да. Шепне тајно. Иначе денеска Поздрав до сите, доктор, а не се доктор Кил. Луѓе што што се носат шетаат со маски, маски. така треба луѓе штитете се затоа што не садише. затоа што ќе ви страда плуќата, а инаку сакам да кажам дека денеска е црн петок кога се е црно и кога треба да одите и да си купите нешто затоа што се е на попуст доколку сте во Америка, доколку сте во Македонија. Сакам да ви кажам дека дечки не идете во Сити Мол зашто ќе биде хаос. Пред да ги најавиме Ајде. нашите гостинки, ќе одиме со малку музика да ги завршиме тие Да, работи. точно тоа сакам да кажам, дека денеска денот ќе го посветиме на еден голем музичар кој што го даде животот за музиката и за уметноста. Ве оставаме со за Фреди љубовта. Меркјури. Аре, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате комичен мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Етко те гледам со девојки, ја те гледам секој ден ќе кажат од ПМГ, што би рекол Латанас PMG. Да, тоа беше брзи од Вардарски пастови, омилената представа на дамите во Скопје и момците. Пошироко од провинција. Инаку, вака сега, имаме акција во театарот по повод Црни петак или Black Friday, што би рекли неки остали. Значи вака, сите билети кои ќе бидат продадени на 25 и 26 ноември за представите од наредната недела ќе бидат по цена од 100 денари, а репертоарот е 28 понеделник случајот Хармс, први 12 четврток стюардеси, втори 12 нешто пропуштаме. И тоа е тоа. Значи овие представи ќе бидат на попуст и на акција за Црни петак. А денеска со нас во студиот имаме две прекрасни балерини од македонската опера и балет. Нормално не се од театар комедија, затоа што од театар комедија немаме балерини, а со нас се Миланиновска и Ангела Велеска. Е така, ова ми е прашање од едно шоу сега што го работам и секогаш ги прашам кандидатите како се викаат и полудувам. Добро. Значи јас просто не знам каде да гледам дали лево во убавината на дамите. Селфи со знамињата. Точно тоа сакам да го кажам, значи ја не знам дали да гледам лево во убавината на нашите гостинки или десно во убавината на ова здание што е пред нас, кое што јас не можам да го гледам без научари затоа што просто сјае. Добар ден. Добар ден. Како сте? Одлично. Супер. Ова е за прв пат во историјата на Комичен Мегахерц во 3 години да имаме балерини во нашето студио и ние сме почестени. Да, имавме уште една балерина предходно, ова е второ гостување на Која балерина. балерина? Саша. Да, Саша Саша беше, Евтимова. да, Саша, поздрав. Поздрав до Саша. Поздрав до Поздрав Саша, до да, Саша. добро, ова е второ гостување на две балерини, не сме имале две балерини заедно во нашето студио. Никоја шатана се значи. Од секој што сакам да ги прашам нешто балерините, Да, прашај. дали од сабале кога ќе станеш прво нешто што правиш се загреваш? Не. Прво пијам кафе. Така? Да. И после како почнува денот на балерина? Еве било, Еве Ангела нека каже Со прва. 10 часот имаме вежби, Така? каде што се загреваме. Добро. Тие траат саат до саат и 15 минути. Саат и 15 минути загревање, добро. Да. Прилично се тешки. Сите делови на телото се загрева? Све. Све. Со се Значи, врат? почнуваме од партерно, потоа одиме средина, пируети, скокови, имаме све. И потоа имаме проба, зависно од таковниот репертоар, која представа е. Така, има некоја представа каде што повеќе се загреват или Не, вежбите се секогаш исти. така, добро. Значи прво кафе па загревање, тоа е многу интересно.
Сакам да прашам, на пример, вие сте сите заедно во една гримиорна. Јас сега имав чест да присуствувам во опера и балет. Не сте заедно во гримиорна? Не. Секој има посебна гримиорна или? 4 до 5. 4 до 5. девојчиња. Да, 4 до 5 сме во различни гримиорни, Да. а сите се шминкаме во една гримиорна. Така. И фризура. Да, и фризура се заедно. Кажи ми, таму е како шизофрено малце во македонскиот опера и балет. Проаѓам низ ходникот само ја и викам леле од едната врата. После гледам некој се загрева тука, некој таму плаче. Не знам што се случува. Раскажете ни што се случува кога се работи представа, кога се спрема. Каква е атмосферата? Мила, кажи ни како Атмосферата различно за секоја представа. Значи Така. зависи која обично кога се спрема представа сите сме во сала. Значи никој не е надвор. Мирно е, може да има излети од оперските пејачи нормално. Али вообичаено сме во сала и таму спиеме, јадеме, све правиме. правиме. Шо Цел правите? ден сме таму. Добро, спиете, јадете и вежбате вајде. И вежбаме константно. Да. Низ Добро, легом. затоа што имаме малку некои се маниакални од нашите слушатели кога ќе кажеш се дека правиш малце, знаеш. Поздрав до маниакалните слушатели. поздрав да си, да. Ти благодарам што ги поздрави. Има се некој Са не се балерини, брат. Ке го гледам на YouTube после. Леле, што ќе правиме? Ќе правам пируети во студио. Дали имате од тие чевличките што си ги носите со вас, дали имате да ги промовираме малку? Немаме. Па нели се договоривме да земете? Да правиме на промоција. Затоа јасно лажам. Да, значи за сите наши заинтересирани слушатели кои што сакаат да знаат од каде да си набават такви гришко пример, како се викаат тие Патики? шпиц патики, кажете каде може тоа да го направат. Па преку интернет само. Само преку интернет. Да. Тука нема да се купи веќе, имаш една продавница еднаш порано памтам, сега нема. Нема, се затвори, да. Значи, сите вие што сакате да купите шпиц патики, да знаете дека можете да порачате само преку интернет, зашто во Македонија ги нема. Ке кажат Ангела и Мила. Инаку, морам да ви кажам дека вие што ќе ја гледате емисијата после 1 сат на YouTube, ќе видите дека нашите гостинки се навистина добро скоцкани, се многу убави и се спремиле затоа што е чест за нас пред се да дојдат во нашата емисија и вајде и на нив им е убаво да дојдат тука во комичен мегахерц за малку да се посмееме. Разубавете си го денот со две балерини, тоа би било идеално за секој, разбираш, са балести стануваш и си гледаш две балерини, Две балерини си на прашуваш YouTube. разни прашања. Чао, чао. Поздрав до за нашата нашите- Кики која што помина пред студиото. Така. Сакам да ве прашам, сега што работите и во кои представи сте? Актуелно. Да, благодарам. Фала ти. Моментално, како што знаете, беше доста Напорно. Напорно, Шизофрено. Да. Значи, спремавме представата Клеопатра за нашата колешка, 25 години јубилеот Александра Мјалкова. Моментално тоа иде на репертоар, еве денеска вечер имаме Клеопатра повторно. Повторно? Да. Да. Следно што ќе се спрема, колку што знам јас, на 2 декември има опера Евгенија Онегин, значи каде што има и балет. За тековното натака не знам што има. Има Снежани 7-те џуџиња за Така. помали дечиња. Таа се игра во друг термин? Мислам дека да, таа е матине од 12 часот. Така, ќе се обновува, мислам дека представата. Да, ќе се обновува. Нови костими. Таа е стара, значи Таа е многу стара. 25 години. Нашите представа. мајки мислам дека имаат игра Да, новата. нашите мајки ја А имаат. вашите мајки играна. се балерини? Да. Да, ние двете сме од уметнички семејства. А нашите татковци имаат гледано сигурно Атанас. Сигурно ќе ми рече после, сине бе, јас кога гледав. Таму како игра. Гледав балет. Да. Клеопатра, сите на кажуваат, тоест јас не сум ја гледал, Атанас ти си ја гледал? Не сум ја гледал, За бидејќи жал- секојаш имаме представи. Да, но ќе ја гледаме, се надевам. Кажуваат дека тоа беше еден добар спектакл, Да, нешто што и прекрасно. требало одавна на македонската опера и балет да се случи. Како Така е. беше чувството да се биде дел од еден таков успешен проект? Прекрасно. Значи беше многу представата ја спремаме крај на мај, почеток на јуни. Да, од тогаш. Значи кога почнавме да спремаме, значи не беше тешко, него беше интересно бидејќа беше сосема нова. Значи Египет, ново познанство, запознавање со друга сфера. Нов стил. Да, нов стил, све беше ново. И на крај кога дојде сценографија, кога дојде костимите, ни шија специјални костими во Русија, мислам, во Гришко. Гришко. Значи, не знам, Многу преубаво, богато. многу богато, преубаво, значи све како што треба една балетска представа да изгледа. Да. Јас имав сега дека таму циркулирам во опера и балетот со бајле во Мислам девет. дека разбрав дека Трагам во циркулираш девет, да, таму, циркулирам добро. таму, сега се држам со балерини. Успеа во живот од Жарко, ти каде си? И се шетам и гледам, сценографијата е стварно огромна и Да, Да. и имав, сцената е да проширена. можност да присуствувам на една проба каде што стварно кој го раководи тоа многу ме интересира дека таму има над 200 души сте.
Сигурно. Со се музичари може и над 500. Да, Има голем. повеќе Па да, има, луѓе. затоа има 9 директори. Затоа мислам Не, дека се сите се снедува. директори. Да, и така раководат. Во сала имаме, значи, кореограф Васили, што беше Медведев, Од Русија. и од Русија, и асистентот негов Станислав. Станислав. Тие се Вече. главните. Да. И сега вас кој ве координира? Кој ти Имаме- каже на тебе Мила, дојди на сцена? Имаме репетитор, значи таму беше Горан Божинов и Лора. Значи имаме Така. репетитори кои ја следат целото поставување го следат, значи дури не снима со камери за да кога ќе заврши летниот одмор во септември. Да ќе видиш може што се си правил. потсетиме, да, Да. пошто нормално ќе заборавиш. Да, лето Грчка Тоа му доаѓа ово. нешто како инспициент во театар, најверојатно. Да. Као што ни беше Вукица на Чикаго, така? Тоа е тоа нешто? Не, Па имаме имаме и посебен инспициент. А имате инспициент, плюс уште два, инспициенти? да. А, па да, Ти Ова викам, се мора да има. репетитори, ова не знам споредба со Ја вас. водат пробата. Е, па добро, ние имаме Да. еден човек за све. Нека и нас се поделени работите, да. Добро, Како се стига до опера и балет? Вака, значи имаш 10 години. зависи од кај доаѓаш, тргнуваш од кај. Не прашувам за локацијски. Да. Ме интересира како стигаш, идеш нижо, музичко, Да, балетско. балетско нижо. Кажи ни те молам. 4 години. 4 години одиш Да, нижо. ние имаме повеќе. Во моментов Но зборува 9 Ангела. години сме ние. Да. Така. Од 9 години што сте вие? Од А, 9 години се спремате, сме да, на да, балет. добро. Да, во школа. Од 9 години сме ние. Значи почнеш од 9. Колку ме 9? Добро, и имаш 9-10 години. Да, после ќе репетираш ако треба, зашто ти требаат само 4 за диплома, нижо. Добро, Потоа одиш средно, добро. образование, Така? после кога ќе завршиш, Се упознаш одиш во со дечковци, театар. ти се И свиѓа. се- Да. И кога ќе завршиш, можеш веднаш да влезеш во театар. Па да, Така. А вие сте вработени во Македонска опера и балет. така е. И сте студентки плюс. Јас завршив. Јас сум абсолвент. Ангела заврши. Ангела, Мила што е заврши ти? абсолвентка. Дипломирав балетска Машински педагогија. балет. Не, тоа е многу интересно. Машински балет. Замисли да е балерина и джандар. Да. По полицаец, се извинам, полицаец. Пардон, полицаец, мислам. Застанете. Да. Плие бравурите на нашиот Атанасовски. Кој ви е најинтересен од тие зборови? Плие, не знам, рис, флекс, тие... Навикнати Рис. сме. Не, еден кој ви е најинтересен, како... Рис. Субресол. Субресол. Субресол е Скок. Скока. скок. Значи, се Значи, извинувам, одрежија ми дека мора да идеме со рекламе, а потоа ќе се вратиме во нашето студио со рис и субресол и пате субресол, буре. пате буре, пате буре. пате буре. Пате буре, тоа ми е онака како да паѓа буре цело време. Истече Одиме со- виното. Истече виното, одиме со рекламе. Додека се рекламите, вие предпоставувате што ќе се случи во студио. Четири, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. И секој си ја знае својата мерка, дали 94, дали 95, дали 96, над 100 или под 100, вие бирајте затоа што е петок, завршува работната недела, почнува викендот, олабавете се, најдете си по некоја балерина и играјте балет. Се враќаме во студиото за сите што се вклучија покасно. Со нас во студиото имаме две балерини, Мила и Ангела, и малце си разговараме и Милата Ангела. Милата Ангела, Ангелчето Мило или како саеш да каеш. Само да ги споиме приказните. Јас одев во детско драмско студио кај Магдалена Ризова како дете и таму 95-та, 6-та година. 99, да, Добро. тоа бев млад. Пред И војната. имав една импровизација лоша, шутнав една кутија со чевли и Ангела е девојката што сум ја погодил во публика. Значи она ми го каже ова и јас сум многу горд. Ова не значи ништо за никој од вас, ама сепак мене ми беше интересно да знам дека Да, сум разбравме повредил сега. некој во публика. Одлично. Така, а Жарко, те молам ти да кажеш каква е твојата спојка со балерините. Мојата спојка со балерините е некаде околу работевме на проектот Чикаго заедно и се дружевме па во период од година дена активно 4 месеци или 5. Така имаше малце паузи, но кога ќе го соверам целиот период, тоа беа 4-5 месеци, искуството беше фантастично да се дружиш со балерини, да си на сцена со балерини, да играш заедно со балерини, да имаш хореографија со балерини. Нека раскаже гостинката. Ајде, гостинки, Така, повели. за Чикаго, кажи ни за соработката во Чикаго со Жарко Димовски, како беше? Одлично, одлично, значи преубав, значи најдобар мюзикал и најдобро нешто што сум работела
со другите театри, значи споот ми се прекрасен, значи од актерската екипа до сите, до избраните балерини, балетани, и многу ми е мило што имав чест да играм, а со Жаре многу интересно. Интересно е со Жаре. Жаре е најинтересен, да. Значи нема да заборавам во една од сцените кога се прави Шизик адвокатот и кога се препна на сцена, кога ќе се утепаше. Значи тоа беше многу јако, Многу јако. Замислете И малце што Шизик се прави од разговор. да ги воведеме малце тие што не слушаат да пробаме да им доловиме атмосфера. Значи имам текст со две колешки актерки и нешто како што вика Мила им се правам Шизик, се вртам за да тргнам на излезот со спектакуларен излез и чекорот ми запнува на една од практикаблите на сцена. Штиклата, да, челата и западнав. Не паднав, мислам, не Ѓонот на. Значи не паднав, али беше доволно да се сруши алузијата дека не е Шизик, туку испадна крекер. Но Ти добро. си сепак комичар, Жарко, остај, ти намерно си го направил тоа за аплауз. Ангела, кажи ми ти, некако, извини, вака што морам, ми наредуваат со време дрежи, вика поместил еден микрофон, две балерини. Да, кажи ми, дали некогаш си се сопнал или нешто, например, кога ги правиш тие скокови, дали тебе ти си има случајно нешто така? Па да, се има случај. Како се вадите вие балерините во таа ситуација, како паѓаш и се одеднаш демек така беше? Не, па немам паднато, ма си имам сопнато, си имам лизнато. Така? Ништо продолжуваш. Продолжуваш. Оп, си викаш и јас Нема. А дали има, например, додека играш и да ти кажуваат нешто, не прави така, Да. не прави така, Леле, не значи кри. тоа страшно нервира. Како? Има луѓе од кулиси што зборат, значи. И како што ти вика? Таму, раз, два, три, сега. И се ја кога сум со грб на ке публика ќе се свртам и кажам престани бре. Јас тоа го имам во Чикаго, значи пошто имам една кореографија со 6, 7, 8 балерини, не знам колку се. И сега треба да сум сконцентриран, кажувам текст, играм Леле, кореографија, Анита. пеам и цело време слушам него, тука сврти се лево, сега тука доле фати го доле, клекни, хајде сега сврти. Како да ти кажа, има бубица и се фаќа. Значи се фаќа на звучници. Да, Се тарарара, фати го доле, Фати го доле. Нешто да, пази, чекај, тука срце моје. Фати го адвокатот доле, фати. Лесна ми земја на тоа што го... Не, тоа е таква е кучијата. Сепак Скопје е Виена. Повторно ги украдоа коњите, овие нашите, молам да ги вратите таму каде што треба стојат. Мила, сакаш да кажеш нешто повели? Сцената кога играме со Жаре, така, Во кога те Чикаго, во значи, Чикаго, правилно, да? Да. Анита, он има бубица и песната е стварно интересна, певлива е се пее. И Анита, наша постара колешка, што многу ја сакам, ја почитуваме, константно пееше. Значи, генерална представа. Она до бубица вака му игра и она си ја пее песната, тоа иде, се слуша во публика, што рекол, престани, немој да пееш. Дај тоа беше интересно, ајде прво еднаш баба три пати ќе викам, валјда им е интересно и се сватив дека да ја генерални уште проби играте пред премиера. представата Чикаго, така? Да, сега во декември има 4 изведби кои сака да дојдат. Во декември набавете си карта на време за да ги Ова, И гледате. во тој момент сватив дека не сега да прекинем та-на-на-на, прекини, интересно искуствата нас да се работи со балерини на сцена во секој случај. Па ти си препорачувам топло. посакувам да ми се посакувам. случи во наскоро во брзо време, затоа киснам во македонската опера и балет Да, секој ден. доколку сакаш, јас можам да облечам. Не, лоша варијанта би било таа. Дали Што да облечам? вие гледате представи во театар? Дали одите да посетувате други освен балетски представи? Да, одиме. Што сте гледале последно, Ангела? Не ми текнува. Чекај. Кај нас во театар имате гледано нешто? Била има гледано, знам. Значи сум била во драмски, памтам, на последните македонци. Значи немам време бидејќи нонстоп ни се поклапаат представите, Се тоа е многу согласувам. тешка, би сакала нормално да излезам малку од балетот и да видам нешто друго. Сум била на Сребрената свадба Да, во во македонскиот. Моната, а во театар комедија бев на една представа. Ах, љубов моја се вика, Ах, 9 љубов пати ти моја. ја кажувам, еднаш треба да ја запамтиш. Запамтиш. Точно. А, Љубов моја се сними и филм. Ки Се искочи сними Да. филм, ќе искочи кога што ќе искочи. Супер. Инаку, Ангела чека да ни одговори за Ангела, представа. Јас бев на господја министарка последен пат. Последен Ама пат. не ви текнува кога Значи беше сите тоа. во Чекај, македонскиот ти не- народен театар не доаѓаат кај нас во ти не комедија. дојде на Чикаго да се гледаш колешката, така? Го гледав Чикаго. Па кажи, па така кажи. Одамна беше тоа. И кажи ми тебе како ти се допадна Чикаго? Најубаво. 3 пати го гледав нешто така беше. 3 пати го гледаш. Па добро, тоа Ти ти се изгледа брои. сакаше да улеташ место некој од колишки. А може сега, што? Не стварно, на пример сега ви си има случај да ви се јават, еј брзо улетувај тука во Да, представата. јас сега улетав во една од представите што беше моја колешка на загревањето пред представа го повреди коленото.
И јас си реков, те молам, немој да играш, она сакаше да игра со извадена чашка, и ја реков, немој да играш, те молам, ќе застанам на твое место и без ниту една проба, излегов и го изиграв нејзиниот дел. Да, и не се случува често пати. Затоа мора на пробите што се нон-стоп, од позади да се учи и да се прати целата кореографија и ситуација, ансамбловата особено, бидејќи често се случува од премор, од замор, пошто и ете на факултет сме, значи имаме и таму вежби, исто тешко, ни од сабаља до вечер сме. Колку време вежбаш? Мислам, цело време, балерина цело време мора да вежба. Сега со Клеопатра, да, цело време вежбавме, мислам и порано сме вежбале цело време, ама проблемот е што сме редовни студенти, редовно вработени, не можеме да сусуваме ни ваму ни таму. И затоа обично предавањата ни почнувале во 8:30, ги прилагодуваме пред вежби да бидат. И потоа може да имаме после работното време во 3:30, од 4 до 4:30, па натака имаме факултет. Така, има некоја посебна исхрана за балерините, например, се храните нешто како Пазиме. мораш да Мора да припазиш. пазиш, да. Да. Пудинг само од ванила, а не чоколадо. Тој што ќе ги прави поддршките, нека моја мисли. Да, тој нека моја мисли. Нашиот колега Драган Спасов Дацке каже повеќе сакам бели ноќи одошто црни петоци. Моментално го читам и јас се сложувам за тоа. А инаку сите што не слушаат на автопатот Скопје Велес можат да не најдат на фреквенцијата 92,3. Тука има едно списоче и тоа е доста интересно. А сега следи вашата и наша омилена рубрика јавување во емисијата за да си поправиме муабет и да ги прашате балерините што сакате, доколку има некој нека се јави на 02. И гратис билети нема да делиме. Да, гратис нема да делиме, значи Затоа само за што муабет. се 100 денари, ако сака некој нека се јави. Точно. Добро. 02 31 31 332. 02 31 31 332. Нашите оператори го очекуваат вашиот поглед. Значи вечерва е представата, балетската представа Клеопатра во Македонската опера и балет. Билети не знам дали има таму, претпоставам дека нема, таа е распродадена. Распродадени јас се, мислам. да. Одамна веќе, затоа ќе имаме уште една представа на 14 декември. Така не. Да, не знам дали има билети за таа, треба да се проверат, имам официјална страна mob.com.m, како не се лажам, таму пишува. Дали има таму како ансамбл и да ги видат сликите на ансамблот? Па има некои слики од представи. Има, ама мислам дека се доста стари. Ама Да, затоа имам постари официјална се. страна исто така на Facebook, каде што нон-стоп се пуштаат трилери за предстојните представи и како се вика и слики. Ај слики. Имаме слики од Клеопатра, 1000 слики, може кој јас сака ги да видов. погледне. Опа, имаме слушател во емисијата. Хало! Ало? Ало, добар ден, во емисија Добар сте. ден, кој е таму? Овде комичен мегахерц, повелете. Се јавува Андреј. Здраво, Андреј. Здраво, Андреј. Како сте? Добро е, како си ти, Андре, дали си добро? Дали сум добар. Статила, брату, се јавувам 3 пропозиции дека имам. Дали сум добар, ми пукна 17 испити у недела, брат, така да... Ако може благослов од вас и од театар комедија да положам. Од нас имаш благослов, еви балерините може да ти дадат еден благослов. Благослов. Брату, ако положам 6 барам, ону старт правиме огномет, пукаме пиратки свети, текне сонце, лабаво, бра, жими све. Ако положам 9 ќе правиме јагне све, онако бадник. А ако случајно 10-ка што ќе биде? А за 10-ка? Ке улете у Клеопатра. Сакам жал ми е. Не бе, не, ќе правиме нешто дрско, неам озбилно, тоа е првото и така. Иначе тоа да помине и сум профи, као нов. Да. А дали ја слушаш емисијата редовно? Тоа, кој прашува? Па кој сакаш да те прашаш? Да, бе, да, секој ден лабаво на картопнија, коњак е мисля, така е. што не за секој. Коњак. Стартување, лабаво, брат. Лабаво. Да не сакаш нешто случајно да ги прашаш лаба о балерините? Како, балерините? Да, сакаш нешто? Имам прашање за балерините, што да ги прашам. Не играат приватно? Да ги отвориме картите. Дали некад имаат вежбано да се муват со маслинка у чаша? Никогаш. Не? Никогаш не, добро, окей, добро. Добро. Ти благодариме за Благодариме овој што се јави, другарче. Зарем има и такви шо. Ајде, биди поздравен и уживај. Пате буре во живо на 96,0 вашиот омилен мегахерц. Плие. Вака, за растегливост на балерините, знам дека е малце непристойно прашањето, ама гледам секогаш вие постојано се растегате. Сега во опера балет многу и тешко се проаѓаат во тие простори. Да, у шпага се седиме. Да, дали мора цело време? Да, бе, цело време, да, тоа сам да ја прашам. Не. Цело време седите Не. да во шпага и подпрени на лактите. Значи тоа е многу незгодна позиција, што не знам. Работев со вас, гледав како е тоа. Значи Па, седат не во шпага цело време, и ама- навалени на напред со лактите подпрени на земја, ете така и со тупаниците брадата си ја држат. Како? Мислам стварно. Па така. Не ве Нормално боли ни е нешто? тоа. Па, Па боли не болело некогаш. Не, добро, во
степен кај што треба поише напреш, нормално Да, боли. да. Ама тоа е многу подобро за пред излезеш на сцена, значи полесно ти е играњето, растегнати се Мора да тетивите, бидеш лигаментите, значи загреан мораш Да. меко звонозет, иначе не можеш од улица да застанеш да играш. Мораш Да. да се растегнеш, да се извежбаш. А да, добро, да, Да се право си. искрцкаш. Точно. По дома дали се седите така? Па да. Која Значи дома вие ти цело се- време сте уствари растегнати, Јас се спремни сте за сеам така, работа. Тие не Така, одат дома, книга. нема дома, цел ден се во театар. Не, не, слушаш- во ред кога сидат, а спиете нормално, така? Замисли. Зависи еднаш Мила кога дојде во школа, ми вика маци бе сум се фатила, викам каде, вика доле. Викам зашто? Па се разбуди по шпага ми вика. Нема шансе, ево е гениално. Ова е доста добро. Како е се разбуди во шпага, бе? Се разбуди во монолог. Не, бе, заеба, да, така ние се разбуди во монолог. 0231313332 сите Ако што се сакаат укочила, да зборат тоа- со балерини, нека да. се јават да кажат како да се одукочат нашите балерини. Не спите во шпага. И не се фаќете доле во јавност, затоа што тоа може да изгледа вулгарно. Ниту во школа. Ниту во школа, апсолутно. Ајде средношколци, каде сте вие што не сте на часови сега звонете или што сте на часови, уште подобро звонете од час Добро. и дајте ни ја кој што ќе се јави од час и ќе ни ја даде професорката да правиме муавет, ќе си Не, добие не. 2 гратиси за представата која што сака, јас гарантирам. Ајде чекаме Ти не професорките да гарантираш ги ништо, чуеме. ти не гарантираш. Ти го буткаш образовниот систем. Не го буткам ја образовниот систем, јас го сакам. Само што го Образовниот спомна систем. тоа полиција почна да кружи. Точно, а дали ќе одиме со малце Фреди Меркјури? Да ожежиме у простору. Дали Боре? Дали може са, ајде, поздрав до режија, дали Врзафировски нашиот верен човек кој што не поддржува? Одиме. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Мановци го слушаме на 99,3. И? И жаре. И тоа е тоа, Тоа, Атанас. дали ги правите двете шпаги како и машка и женска? Да? Да. И Да. за која ви требаше повеќе време? За машката. Да, покомплицирано е, така? Да. Ама сега Зависи. сега нема проблем. Сега нема. Така. А ти, Атанас, дали правиш пага? Не, Не. не можам. Никад не си правил? Не може. Ни машка, ни женска? Никакво. А си се потрудил да направиш? Не. Што се ќе ми е потрудиш. шпага? А може да знаеш да А не правиш, играм не си пробал? аукциони и представи. Не знаеш дали можеш или не си пробал? Ба може и можам. Разбирам. Што би рекол еден колега РР, ќе го кажам само со викам ајде играме фудбал, викам знаеш да играш фудбал, па не знам, викам никад не сум пробал, може знам. Да. Така да, може знаеш. Значи вечерва представата, вечерва убаво погоди. Представата Клеопатра, представа е, така е. Така. Да. Спектаклот. Спектаклот. Спектакл. Опа, имаме слушател во нашето Гостинка, студио. гостинка. Слушателка, пардон. Ало. Ало, По програма сте повелете? здраво, Жаре? Да, повелете. Жаре, бе, те барам на телефон, не можам те добиам, па мора у радио да се јавам. Па да. Опа, Петар е. дали е тоа Петар на телефон? Да, да. Добар ден, Петре, како си? Тој е нашиот тренер Атанас Петар. Петар Стојановски? Да. Добар ден. Па се јавам, бе, кај си на тренинг, тука те чекаме, те нема. Па имам работа, извинете, не можам да стигнам деме. Па, слушам, правите муавети за шпаги, таму како ќе научиш, каде доаѓа? Види, тренерот ќе ме искара. Се трудам, тука седам у шпага сега на во студиото моментално. Петар, кој место завршивте? Пето. Пето место е Македонија во сервис, во свет, Во така? светот. Да. Еве го и поздрав до другар ми Петре Стив. беше таму и ја донесе Македонија на петтото место. Еве и аплауз добива. Петре во живо оваци на отворена сцена. Петре, дали ми се јаваш од Партизан салата? Да, тука во сала сме вежбаме. Одлично. Знаем те нема. Дали Знаеш може каде балерини додат на аеро йога, Петар? Акро јога. Како? Балерини аеро йога, може да вежбат или акро йога, како се вика? Да, спремни се, имаат предиспозиции за тоа. Така. Одлично, Петре, фала ти, јас ќе пробам да ги препорачам и да ги донесам во твоето акро јога студивце или да ги донесам на Try to Fly или просто на тренинг наш за гимнастика. Поздрав до сите во благодариме за салата, јавувањето. дечки, поздрав, тренирајте, ќе треба да бидете идни кошаркари и фудбалери во Македонија. Голем поздрав, Петре, фала ти што се јави, уживај. Дали Да, добро. Добро. Дали од секогаш знаевте дека ќе бидете балерини? Значи, Да. Да. па добро, да, вие сте такви Значи фамилии. вашите мајки се балерини, така? Да. И како беше тоа? Дали имавте од дома пример притисок ќе Не. треба сте балерини или не? Мајка Не. ми викаше не оди бе, тоа тешко е, ми вика. Цел живот го поминав таму. Не, мајка ми рече исто, тешко е, Да. дали си сигурна дека ова сакаш да го правиш? Да, зашто треба многу пошто одрекувања. влагаш таму и не може да излезе. Мислам, не може. Ако сакаш да бидеш добар, треба многу да работиш. Да. До колку Нормално. години си балерина?
Зависно 40, Која е најстарата балерина кај нас? 45, Не мора по име да кажете, само години отприлика да знаеме. Не знам. 43. Најверојатно 43. Ама зборам активно што игра. Активно што игра, Значи збориме, не да, да. драм Бенефициран филоги стаж на имате сцена балерини? како кралици, Да. мајки и такви. Не, што се движи, што Да, рипа, се што движиш прави. на- Бенефициран стаж? А го укина. А го укина, пак ќе го укинат нормално, нема глумците, нема да имаат ни балерините. само Што е, бре? да Аля, поентираме, повелијата колку нас. е најстарата балерина што се движи? 43. 43, таа е Како што се растегната движи? исто? Све, Најрастег- во најдобра Па, кончека. Не се Кажам, разбираме, малце, Александар дали ми- мислиш што игра на сцена? Што игра, да. Пошто речеш што се движи Па што се најстарата. движи на сцена, дека има на и сцена, луѓе што не, не се добро, движат. окей. Не пратиш муаве, Чорко. Не прата муавета. Значи на 43 може балерината да биде растегната. Да. Земи Ако си работи- жена балерина растегната е на 43 реклама за балерините. Па да видиш што е. Имам тука интераптот еден ваш колега Боријан Тетиев, морам да го поздравам многу. Вика ве слушам на радио емисијата, ви е супер, најдобри сте. Поздрави го Атанас, многу е смешен, а поздрави ги моите колешки две. Поздрав. И вика Боријан. остај си бенефициран стаж, се е супер, само дојди си у балет. Значи поздрав Боријан до тебе, поздрав до сите другарчиња твои и поздрав да се гледате вечер, а со мене се гледаме на Чикаго. Ево ќе пиши нешто се смее. Добре. Девојки, кажете кое до сега ви било омилено дело што сте го сработиле во опера и балет? Јас ке додека мислите ќе ја забавам публиката со хаку на матата, што би Не рекле од знам. некој краишта на Македонија. Значи кое сме го играле? Да, кое сте го играле, да. Сите си имаат посебна убавина. Сите си имаат, Сека представа да. има нешто специфично по кое што ние балерините сакаме да го играме, сакаме да учествуваме во представа. Да. Не знам. Јас мислам дека поголемо солистичко парче кога ми дадоа, тоа беше од Жизела, се вика Селско падеде. Значи играм јас уште една Селско машко. падеде. Селско падеде. Селско да. падеде. Па деде. Да, па деде, игра на Па деде не стане. Селско е бидејќи е во село. Во- Се игра да. во село. А мислам дека А не на играте во Мила опера и балет? Во кој село? Во селото низ Македонија? Балет во... Македонски Брод. Велестово. Да. О. Добро, Мила, ти Дали, чекај, стоп, дали може да се игра балет на друга подлога освен балетска? Например на калдерма, на Тешко. коцката. Ја играв, да ти Не. кажам. Кај играше? Да. На калдерма? Да. На калдерма? На Да, Боемска, која Камени се опијани мост, на некоја рекорд. вечер си имаш Не, испијането некаде? на спотот од Владко Лозановски. Да, тоа сега да кажам. Значи, Мила, можете да ја видите и позната е на јавноста од спотот на Владко Лозановски, песната се викаше Бомбона. Опа, бомбона се викаше песната, да. Значи таму има една девојка што е сладка ко бомбона и тоа е Мила во спотот на Владко. Иначе можевме и да ја видиме на Македонскиот радиски фестивал во позадината на Владче додека тој си пееше. Значи Мила Балеринката Нинковска и Ангела Велевска денес со нас во нашето студио во комичен мегахерц на вашиот омилен мегахерц. 96-тиот. 0 ние го заборавивме во Атанас. Поздрав до сите камионџи и поздрав до сите таксисти кои Како што да ве не слушаат. заборавиш со две прекрасни балерини од десната страна на што да мислам на бројки. Слушате концептот, иначе ние имаме друг концепт, али денес останавме така малку забезекнати. Да, мене уште вилица да ми е падната сега во кишно. Да не сакате нешто да кажете што не ве прашавме слободно, значи. Не. Не знам. Не нешто некого да поздравите, нешто. Стоп, ја имам уште едно прашање. Дали можеш да јадеш хамбургер и после за 2 сати да Не, играш представата? ја не јадам хамбургер. Ја не јадам месо. Добро, дали можеш да јадеш рижото, вегетаријанско, па после да играш? Ја пред представа не Не јадам, јадам обично јас. 5-6 сати, сигурно. 5-6 сати. Да. За да бидеш таку А имате ли некој Гладна. партнер што е најдобри поддршки прекако Да. кога ќе речат играм со Да, Васе имаме. Манколов? Да. Имаме, да. Да. И ќе Јас го често кажете играм ли со некад? Миро, поздрав до Миро. Да, Миро, какви поддршки Пошо, прави, Миро. браво. Жаре, ти не Миро треба е ги кажеш. супер партнер. Нон-стоп кажува дека на глава му се качувам, еве специјален поздрав до Миро. До Миро, да. И Боријан го поздравивме, И Миро го Боријан, и поздравивме. Саша ја поздравивме. И Саша. Добро, И целиот може- колектив го и- поздравуваме. и И сите ја би го балерини. поздравили... Не, ќе ги оставиме, нека ги поздрават 200 души. Како се викаше мојот другар балет МК? Аги! Аги, Чекај, точно. Поздрав до Аги, моето другарче. Уште нешто, ајде некој да поздравите, кажете нешто, ајде честнете нешто Не за емисија. забите. За ајде нешто за нашите слушатели. По една реченица за нашите слушатели за да ги задржиме да седат на Балерината е како цвет. Та носи Не, ти мед. да кажеш, фалата направо. Добро, јас си напишав песничка за балерините. Ајде Мила, кажи нешто за нашите слушатели. За слушателите ги поздравувам Добро. и да ги натераме да доаѓаат повеќе во театар, да Добро. следат драмски представи, балетски представи, Секако вид на уметност. секаков вид на уметност што може да се покаже во нашите театри. Добро. Дека тоа е преубаво искуство и дека вредно работиме и се трудиме да им доловиме нешто што го има и на светските сцени.
Одлично, ете, тоа беше една добра убава порака. А која Ангела, би Милена чекай сега Ангел, чути. Ангела? Да ја подкренеме уметноста на повисоко ниво во Македонија. Точно. Затоа што ние вложуваме, правиме, креираме нови работи. Нас никој не вреднува, мислам дека не ни знае дека постоиме уопште. Знаат дека постоиме. Значи сите кои што сакате Остати не знаат. да ја подигнете уметноста на повисоко ниво, утре ќе се чекаме пред споменикот на Александар, носете дигалки, ќе почнеме да дигаме од таму. Може. Атанас, дали ти ќе кажеш сега нешто ајде за балерините што се како цвети, сладки како мед и убави? Не, веќе ми ја упропастивте песничката, си имав свое. Ајде кажи но, ајде не ни смисли нова, сакам. ти си доста Не можам интелигентен. Ајде, одиме. Сакав да прашам дека и ние имавме сценски движења и танци на факултетот за драмски уметности и нели има позиции различни Да. носете. Прва, Која е втора. вашата омилена? Мене ми е, мислам дека ова е шеста. Шеста. Шеста е таа. Шеста. Тоа е, да, шеста. Таа е најзгодна. Најзгодна, да. Мене ми е прва позиција. И мене ми е мислам дека. прва. Атанас, кој ти предаваше тебе сценски движења? Кренарен евзати. А Кренарен евзати поздрав. А мене ми предаваше мајката на Ангела, Зоја Пуровска Велевска. Јас ја поздравувам најмногу на цел свет, кој што затоа што ми ги покажа основите на сценските движења и танци и на класичниот балет. Фала. Квадриль или квадриль, како се квадриль? Квадриль. Менует. La danse du Менует. divertisse. Менует. La vertu, alouette. Се надевам дека Поздрав, пријателе! Добре, значи, ова беше чуден по... Томано, то мата. Јадете маргарин. Јадете маргарин и мачкате се со маргарин. Заработите да бидат полизгави. Ица Балтата ми како режија, фала ви, значи девојки уште една што бевте во нашето студио, се надевам Фала дека на ќе вас. дојдете. Спасиба. Ќе дојдете, спасиба, пак со Обавезно. во поголем број. Значи, ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници, водители на емисијата Атанас Атанасовски, Жарко Димовски, датум на емитување на емисијата 25.11.2016 година, продукција Радио Слободна Македонија за контраиндикации на лекот. Обратете се кај вашиот родител или старател. Чао. Комичен Мегахерц.